Еве назад во студиото на утрински брифинг, имено 75 години Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет од 16 до 18 мај 2022 година меѓународна научна конференција. Меѓународна научна конференција која што ќе се случува во Охрид. Добре дојдовте во утрински брифинг. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. За почеток, што е она што е предвидено за време на оваа дводневна Да, меѓународна научна конференција? Пред се дозволете да заблагодарам на вашиот медиум што еве да кажеме првата промоција во јавноста на организирање на овој голем настан. Ја започнуваме токму со вас. Именно чест ми е како представник од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, по-конкретно Институтот за педагогија, да најавам големата меѓународна научна конференција која што ја организираме и ја подготвуваме во чест на големиот јубилеј на нашиот Институт за педагогија кој што навршува 75 години од своето постоење. За таа цел, ние како институт веќе планираме и организираме низ за активности кои што ќе бидат во духот на обележувањето на овој јубилеј. Накратко прво да споменам дека ние како Институт за педагогија сме еден од 12 институти при Филозофскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи и токму оваа година навршуваме 75 години постоење заедно со институтите за историја на уметност со археологија, класични студии и филозофија. Називот на, како што веќе споменавте, на меѓународната научна конференција е 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици и перспективи. Истата е планирана да се одржи во Охрид, во хотелот Инекс Олгица во периодот од 16 до 18 мај оваа година. Така, професорке, сепак е конференција која што е под покровителство на председателот на Републиката, господин Стево Пендаровски. Што ќе се истакнува на оваа меѓународна научна конференција? Што е она што е предизвик за вас како организатори од Институтот за педагогија и дали ќе се разговара всушност за она што не само целиот институт, меѓутоа и Филозофскиот факултет, а зошто не и УКИМ го има произведено или треба, кои се предизвиците на УКИМ во однос на науката? Така е. И како универзитет, и како факултет, и како институт се соочуваме со голем број на тоа проблеми, не сакам да го користам, меѓутоа предизвици. Но пред да навлеземе во елаборација на ова навистина многу потребно поставено прашање, прво да кажам дека една од целите на конференцијата е промоција и афирмација на профилот педагог, значи на нашата педагошка дејност. Зошто го велам тоа? Затоа што нашиот Институт за педагогија е најстарата воспитно-образовна институција во државата, која што со децении, без малку уште малку еден век, продуцира идни педагози, наставници и воспитувачи. Од Институтот за педагогија се произлезени голем број на универзитетски професори, на министри за образование, на декани, на директори на просветни институции, како и практичари од профилот на педагози, наставници и воспитувачи. Нашиот дипломиран педагог по завршувањето на 4-годишното иницијално образование, овој профил едно мало подсетување, ја реализира наставата, оделенската настава, од 1 до 5 оделение. Понатаму педагогот работи во градинката, во основните училишта, во средните училишта. Има можност да работи во релевантните воспитно-образовни институции од типот на Биро за развојно образование, Државен испитен центар, Центар за стручно образование, Центар за доживотно учење во Министерството така натаму. И од таа причина ние кога го концепиравме планот за оваа конференција, се договоривме да прво во програмскиот одбор имаме учесници на голем број на универзитетски професори, не само од земјата, туку и од 21 земја. Имаме представници, освен што прво кажавте дека покровител, што е многу значено, се нафали да биде председателот на државата.
Во тие пленарни излагачи имаме покането сериозни, именентни професори кои што доаѓаат од Финска, од Хрватска и од Турција, говорам за оние пленарни предавачи. Меѓутоа истовремено не само што да се пофалиме дека имаме представници од академската фела од 21 земја, туку напротив и во концепирањето на оние што ќе бидат подтеми кои што ние ги нудиме на оваа меѓународна научна конференција, имаат мултидисциплинарен пристап. И оттаму немаме само професори кои што се професори, доктори на науки по педагошки науки, туку имаме колеги што доаѓаат од областта на психологијата, на специјалната едукација, на физичкото и здравственото образование, на историјата, археологијата, медицината, педијатријата и така натаму, бидејќи знаете како кога велиме воспитание, посебно образование е основата на многу голем број на науки и на научни дисциплини. Оттаму велиме дека мултидисциплинарно мора да се аспектира оваа педагошка дејност. Морам, бидејќи околу организацијскиот дел малку ми начнавте едно прашање. Кратко, да. Да, верувате дека многу со голем број на тешкоти се соочивме и се соочуваме бидејќи процесот на организација се уште е во тек. Првиот повик беше објавен во јануари во екот на пандемијата. Понатаму како што сме сведоци почнува и другата криза, економска и така натаму. И кога малку верувате дека бевме со знак прашалник како ќе биде одзивот, колку ќе ви се јават бидејќи ние конференцијата правиме со физичко присуство. Знаете, мора да ги ставиме еднаш за секогаш стручните теми, дилеми на маса и да имаме заклучоци од оваа конференција која што ќе бидат во функција на унапредување конечно и на воспитанието и на образованието во сите подсистеми во нашата држава. Да, многу сме горди, меѓутоа тоа ни прави од друга страна голем притисок дека повикот заврши на 10 март. Имаме пријавено небаре 200 учесници од земјата и од странство. Веќе го сублимираме и нашата книга на апстракти која што деновиве треба да искочи во печат. Имаме пријавени 119 трудови. Тоа се профили на професори од странство кои доаѓаат, меѓутоа претпоставувам дека не се сите професори. Најголемиот процент, 80% ни се професори. Професори, значи, од нашите универзитети, како што ви веламе, и од универзитети во странство. Секако имаме представници кои што доаѓаат и од, како што кажав, релевантни образовни институции, директори, меѓутоа, секако дека во тоа што го анализираме како пријавени учесници, имаме дел и практичари, тоа се педагози и наставници. Професор, ке напоменавте вие во каде е вашето значење? Всушност, примарното образование, она првото знаење кој што им се дава на децата, доаѓа токму од она што вие на Институтот за педагогија ќе го обработите како кадар. Во таа смисла, каква е заинтересираноста и каков е квалитетот на кадарот кој што се продуцира во Македонија? Дали има тенденција на опаѓање или растечка тенденција на студенти кои што се заинтересирани за овие студии? Видете, ние како факултет од општествени и хуманистички дејности мораме да кажеме дека интересот не е опаднат. Меѓутоа, квотите кои што ние ги распишуваме за запишување на нашиот институт за педагогија, знаете дека се регулирани преку универзитет, Министерство за образование и влада. Инаку ние сме горди бидејќи уште на првиот уписен рок, конкретно зборам на Институтот за педагогија, се пополнуваат сите квоти. И оние што се во државни и приватни и редовни, имаме ние статуси на редовни и на воредни студенти. Секако дека општиот, ако правите вие анализа колку ученици ни се запишуваат во прво одделение, понатаму, бидејќи опаѓа бројот на запишани ученици, логично е понатаму да ви опаѓа и бројот на запишани студенти односно во високото образование. Причините се многу познати се причините. Ние следиме понатаму што се случува со нашите студенти од кои ќе го завршат своето 4-годишно иницијално образование. Дел од нив за среќа наоѓаат работа според професијата, дел од нив ќе почекаат некоја година, па при тоа работат во некои невладини организации, во детски креативни центри се снаоѓаат, но имаме и дел на студенти кои што своето образование го продолжуваат на постдипломските студии и на понатаму некои од нив помале процентот, меѓутоа на докторски студии. Ние исто да споменам дека имаме долгогодишна традиција и на најстарите постдипломски студии кои што се постдипломски студии по педагошки науки и по менаџмент во образование, тоа не се 2 студиски програми и секако за докторски студии, студиска програма по педагогија.
Сега знам дека разговараме за оваа меѓународна научна конференција. Малку време имаме да зборуваме всушност за кадрите кои што се продуцираат, но морам да ја прашам еден ваш генерален заклучок во однос на тоа. Институтот сепак врши испитувања, истражувања, прави анализи на тоа какво е образованието во државата. Кога е во прашање примарното образование, па и секундарното образование, тие се така ни покревки гранки во всушност во Македонија во целиот едукативен процес. Колку сте вие како стручен кадар вклучени кога се прават ни такви реформи и кога треба да се донесат одредени политики за кои што бидејќи и министрите за образование ние многу често ги именуваме, па нема ни еден континуитет на политики. Да. Се согласувам, нашето ресорно министерство, Министерство за образование и наука, едно од министерствата кои што за најкраток временски период се менуваат голем број на министри. Во основа тоа не е добра практика, бидејќи треба да се има континуитет на започнати иницијативи, реформи и така натаму. Видете, Владко, вие поставувате едно прашање кое што навистина заслужува третман од можеби еден серијал на емисии. Да, ние имаме сигурно. Така е, не само од нашиот профил, тук и од голем број на профили на наши колеги кои што предаваат, да кажеме, во високото образование во рамките на наставничките факултети, секако не исклучиво и на овие државните образовни институции. Многу се мислевме околу концепирањето на насловот, на поставувањето на централната тема на нашата конференција, затоа кажавме предизвици и перспективи. Ние како образовен систем во нашата држава веќе имаме децениски предизвици. Повторно ќе кажам, нема да ги наречам проблеми, меѓутоа децениски предизвици. Да, има вклучено, но не доволно, професори од високото образование при креирањето на образовните политики. Треба да се работи многу поинтензивно во тој дел. Наредна работа која што недостасува е мрежување, односно меѓуинституционална соработка. Кога говорам меѓуинституционална соработка, имате тука вие ресорни министерства. Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика, имаме државни образовни институции, Биро за развој, Центар за стручно образование и обука, Државен испитен центар, па и Државниот просветен инспекторат и така натаму. Од друга страна имате еден столб кој што се нарекува високо образование, се нарекува универзитетска фела. Имате столб кој што се нарекува практичари, кои што доаѓаат од градинки, од основни и средни училишта и така натаму. Тука имате нареден столб кој што за среќа или за жал ги оставивме малку и родителите не се многу активни и тие сега некако се на браникот да ги бранат, односно да споделуваат искуства на добри и лоши практики што не се случуваат во образованието и секако во концепирањето на тие документи не смееме никако да ги заставиме учениците. Недоволно повторно велам дека се вклучени. Втора работа, имаме потреба од мрежување на овие сите алки во овој тој синџер да се направи. Понатаму, недостасува нешто што би се нарекло една сеопфатна и долгогодишна анализа. Да започнете вие со сериозна работа што се нарекува реформа во образовниот систем. Во секоја држава, прво треба да бидете ставени во позиција на, па според моја проценка и од она што како анализи го следиме во еве поразвиените образовни системи, еве да кажеме и под европскиот чадор, да не одиме многу далеку, тоа се работи минимум 5 години. 5 години. Прво, треба да се отпочне со анализа на постоечките стратегии, концепции. Резултатите кои што ги Резултатите кои што се добиени, тоа што е остварено или не е остварено, кои се добрите и лошите страни и сето тоа да се врз основа на таа анализа да се гради, да се имплементира и понатаму да се оди стратешки на наредни документи кои што треба да бидат градени. Не сум сигурна дека е направена анализа на концепцијата за основно образование. Тоа се нашите ученици кои што сега чинам веќе и дипломираа. Ако што работеа според таа концепција, да се направи пред некоја година некоја друга концепција. Понатаму имавме ние стратегија за образование 2005-2015 година. Се сомнам околу анализата на таа стратегија, а понатаму треба да се размисли кој се учествува во рамките на тие стратегии. Знаете, кога правите една сериозна реформа, да бидеме сериозни и отворени, дека имате потреба од сериозен буџет.
Професорке, многу ми се допега жарот со кој што влеговте во оваа тема, со Не оглед на се тоа што е многу, претпоставувам многу значајна и за вас како нели некој кој што произведува нови кадри. Меѓутоа темата ја начнавме, ние сигурно надвор од ова што е промоција на оваа меѓународна научна конференција, ќе разговараме стрикно за реформите во образованието. Тоа е доста широка тема на која што сериозна. Затоа велиме дека ние со таков жар како институт со колку ресурси, верувате, една од потешкотите не ја кажавме дека е само пандемиските моменти, него кажавме моментот и на нели ова, сега да кажеме економски индиректна криза што се случува, бидејќи ние имаме веќе откажување од две држави, од Казахстан, од Полска, кои што имавме професори кои што зборуваме за конференцијата да кажем, нели за Меѓутоа останатото да не заборавиме како најстар институт имаше гостување токму во ова студио и деканот Дуев пред некоја недела. Нашиот институт во моментов има 11 професори. Сите се со статус на редовни професори и две колешки веќе се на чекорот да бидат избрани во звањето редовен професор. Ние немаме асистенти, немаме доценти прво, немаме асистенти, немаме подмладок. И кои се тоа капацитети и ресурси, во кои што вие од една страна имате, се трудиме да биде тоа квалитетна настава, не сепак сме нели педагози, да не зборуваме. Тоа е друго прашање во однос на онлайн наставата и како тие работи сега ги туркаме, не само во високото образование, во основното и во средното. И од таму сакаме и тие работи да ги ставиме на маса, да слушате дискусии на конференцијата во Охрид. Имате реализација на програми од првиот, вториот, третиот циклус. Кога сето тоа ќе се стави во еден зборник кој што потоа ќе може да се анализира, крајниот резултат ќе ги подобрите и условите веројатно во кои што работите со институтот. Секако, но тоа знаете еден процес, еден континуитет. Тоа ќе биде една од фазите кои што ние како академска фела ја превземаме. Убаво кажавте, крајниот резултат од оваа меѓународна конференција треба да биде зборник со меѓународни научни трудови кои што ќе биде промовиран и понатаму објавен. И ќе го промовираме и во брифинг сигурно. Драго ќе ми биде во секој случај. Професорката Елизабета Томевска-Илиевска, раководител на Институтот за педагогија, ви благодарам што бевте гостинка во Утрински брифинг. Ви благодарам и вам на поканата.